Олабавувањето на дел од мерките за едни угостители предизвикува револт кај други, кои цела пандемија имаат клучна врата. Викендот пред вториот круг од локалните избори ќе се отворат над 20 ноќни клубови во знак на револт кон власта, која според собствениците на овие објекти прави целосна дискриминација. Од Сдруженијето на ноќни клубови велат дека надлежните не сакаат ниту да чујат, да дискутираат за нивниот опстанок. Ноќните клубови буквално се заборавени од страна на власта и не ги интересира никаква комуникација со нас. Ние единствено, како единствена опција за да преживееме и да опстанеме, ја најдовме ова. Еве, полошо од ова не може да биде. На вчерашниот состанок имаше присуство од 20 ноќни клуба, но комуницирано е со уште 4 кои ја дадоа поддршката, кои поради некои лични причини не беа во можност да присуствуваат. Така да за сега околу 24 ноќни клуба, верувам дека уште неколку што се останати ќе отворат и тие. Иако пред еден месец министерот за здравство Филипче најави дека кон крајот на октомври ќе се воведе мерка за задолжителни 2 дози од вакцината за влез во кафулиња, ресторани, трговски центри. За сега нема ништо од таа мерка. Напротив, тие ја укинаа и мерката со која се ограничуваше бројот на гости кои седат на иста маса во угостителските објекти. Филипче тврди дека мерките никогаш не биле политички, туку епидемиолошки. Никогаш мерките не биле носени од било какви политички одлуки. Од почетокот на кризата од лани до сега, секогаш сме гледали низ призма на епидемиологијата, односно што е тоа што може да се препорачи или да се забрани или да се направи на рестрикција. Во таа смисла, на следниот состанок на Комисијата за заразни болести ќе биде дискутирана оваа мерка за неопходност од тоа да се има 2 дози на вакцини. Инаку од Сдруженијето на ноќни клубови велат дека се спремни да работат според протоколи во координација со Комисијата за заразни болести, но и оттаму не добиле повратен одговор. Според нив, дискотеките имале подобри услови за спроведување на мерките, оти се работи за многу поголеми објекти од кафе-баровите. Револтирани се и што немаат никаква финансиска помош, па принудени се како знаат и умеат да ги плаќаат режиските трошоци, но и ратите од кредитите од Развојна банка, кои државава ги понуди како помош, а сега им дојде редот да се отплаќаат.